издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбелижаа неделава што изминува, ке гледате. Свечен прием на првачињата во сите скопски општини. Обука за спроведување локален референдум во Бутел. Без решение помина првата дебата за изградбата на гасоводот на Водна. Наместо од контейнер, собирачите на пластика шишињата ќе ги преземаат од домаќинствата. Во општина Газибаба денеска започна првиот училишен ден во 11 основни училишта со околу 7150 ученици, а годинава се запишаа 760 првачиња. По тој повод, градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, на првиот училишен ден го посети основното училиште Njegos, каде ги поздрави првачињата и им посака успех во учењето. Успешна училишна година им посакува и на сите ученици во сите училишта во општината и потенцираше дека годинава сите училишта се подготвени и чисти за прием на децата, а во дел од нив летниот распуст беше искористен да се изврши санација и реконструкција на објектите со цел подобрување на условите за работа и учење на учениците. Во основното училиште Njegos, каде што денеска беше градоначалникот, се изврши промена на кровот. Денеска во основното училиште Njegos во Јурумле бевме на првиот училишен час, каде што на првачињата им посакавме голем успех во воспитно-образовниот процес. Заедно, како општествено одговорна заедница, како родители, како наставници им стоиме на располагање, затоа што секој почеток треба поддршка во наредниот период. Во основното училиште Njegos во летниот период го искористивме за комплетно реконструкција на покривот на училиштето, каде што азбестните табли ги заменивме со нов лим. Тоа го правиме и со останатите 11 училишта. Смарт таблите како основно помагало ги воведуваме во сите 11 училишта како можна стојалатка, каде што освен наставниците и самите ученици ќе имаат подобро научна наставна програма, свое надградување и така и понатаму ќе продолжиме. Градоначалникот Георгиевски освен денеска што ги посети основните училишта, годинава за прв пат организираше и еден поинаков почеток за првачињата. Односно 1 септември во општина Газибаба се одбележа со една голема забава во спортската сала во автокоманда, на која присутни беа сите првачиња од сите 11 основни училишта во општината. Маша и Медо, златните славејчиња и училиштето за танц Еурека беа задолжени да ги забавуваат првачињата на забавата. Додека пак градоначалникот на општината Борис Георгиевски и министерот за образование и наука Арбер Адеми се обратија пред првачињата и им порачаа среќа и успех во образовниот процес и порака да се изградат во вистински личности и заедно со нивна помош да се работи на подобрување на образованието во Македонија. Ви посакувам многу среќа во воспитно-образовниот процес во новата етапа од вашиот живот, кога безгрешните игри ќе треба да ги замените со книги и учења на нови работи. Секогаш со љубов да настапувате кон науката, со песни и игри да учите и најубавиот период од вашиот живот да го посветите и да се изградите во образовни личности за еден ден, да станете витални столбови на нашето општество. Една порака до најмалите, до најмладите да кажеме. Дека лесно ќе ги поминете сите предизвици, со работа, со посветеност, но и со помошта од сите нас, од помошта на вашите родители и наставници, така што заедно да работиме посветено кон подобрување на квалитетот во образовниот систем. На првото училишно звоно денеска во општина Бутел најмногу му се израдуваа првачињата. 7 основни училишта во оваа учебна година подготвено ги дочекаа вкупно 5600 ученици, од кои 503 првачиња. Главната манифестација се одржа во општинското основно училиште Ацо Шопов, каде со свечена приредба и многу музика учениците ги пречекаа најмалите соученици првачињата. На манифестацијата присуствуваа и премиерот
премиерот на Република Македонија Зоран Заев, министерот за образование и наука Арбен Адеми и градоначалникот Велимир Смилевски. Успешен старт на новата учебна година на учениците им посака премиерот Зоран Заев. Тој на наставниците им порача несебично да го пренесуваат знаењето, а државните институции ќе им овозможат да имаат квалитетно образование, бидејќи новите генерации ќе водат грижа во иднина на нашето општество. Првиот школски ден е еден од најважните денови во животот на секое дете и ние возрастните се сеќаваме на нашиот прв школски ден и во тоа име навистина сакам уште денеска да им посекам среќен прв школски ден и на правачињата, но и на сите дечиња кои што почнуваат новата учебна година, на наставниците и на професорите да им посакам успешна школска година, да навистина без резерви го пренесуваат своето знаење, а ние државните институции ќе бидеме овде будно посветени да ги следиме сите нив во обезбедувањето на што е можно поквалитетни услови за спроведување на наставните планови и програми. Како што изјави градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, постојано ќе вложува во училиштата и во образованието, бидејќи децата се иднината на една општина. Радува податокот што секоја година за неколку деца се зголемува бројот на запишани првачиња. Се надевам дека ќе биде све во ред затоа што школската година е спремна од наша страна и од персоналот на училиштата да ја започне. Морам да кажам дека на територија на Бутел се запишени 503 ученичиња. Тенденцијата на зголемување за 3 до 4 ученика годишно имаме повторно и оваа година. Во училиштата кај што имаш и помалку ученици веќе почињаат да се полнат паралелките. Се надевам дека во наредниот период ќе ги зголемиме и тие капацитети кои што ги имаме, затоа што имаме територија на Бутел две училишта кои што се преполни со нивните законски можности, така да сум сигурен со помош на Министерството за образование ќе успееме да ги доградиме или надградиме или изградиме нови училишта. Градоначалникот Смилевски додаде дека инвестициите во образованието во општина Бутел ќе продолжат и понатаму, бидејќи само така се вложува во иднината. Првачињата од општина Ѓорче Петров денеска за прв пат седнаа во училишните клупи, во придружба на родителите, во свечена облека и возбудени. Се запознаа со наставниците кои наредните 5 години, како што се вели, ќе им бидат втори родители. На пригодна свечаност од која учениците ги поздрави градоначалникот на општината Александар Наумовски, вратите им беа символично отворени на 411 првачиња, 17 помалку од минатата година. Централната манифестација се одржа во основното училиште Мирче Ацев, каде што Наумовски им посака успешен почеток на образованието и им порача дека општинската администрација секогаш ќе биде во чекор со нивните потреби, со цел овозможување на квалитетно образование. Од денеска за вас почнува нова страна во вашите животи. Од денеска станувате дел од образовниот систем во кој треба да учите, да се надоградувате, да создавате пријателства кои вечно ќе траат, но и да градите успеси. Систем кој во иднина ќе ве направи образовани, учени и честни граѓани на нашето општество. Општина Ѓорче Петров и јас лично како градоначалник силно ќе се заложиме да ги имате сите услови за успешна работа и ќе стоиме секогаш зад вас. Новитет во учебната 2018-2019 година се бесплатните ужинки за сите првачиња од сите училишта во општина Ѓорче Петров, како и организирањето на бесплатни еднодневни екскурзии. За ова учебна година овозможивме здрава, бесплатна ужинка за сите првачиња, како и една бесплатна еднодневна екскурзија за децата од одделенска настава за сите училишта. Во општина Илинден на свечен начин беше одбележан стартот на учебната година, а училиштата ги посети градоначалникот Джика Стојановски. Во сите подрачни и централни училишта беа приредени свечени манифестации за прием на првачињата. Како што информираше градоначалникот Стојановски, оваа учебна година во Илинден има зголемување на бројот на првачиња, каде се запишани 200 деца, а во сите училишта има вкупно околу 2000 ученици. За време на средбата на
сите првооделенчиња, градоначалникот им подели пригодни подароци составени од училишен прибор потребен на првачињата. Првачињата се секогаш ученици кои што првиот ден најверојатно ќе го паметат цел живот, исто како и ние, возбудени, меѓутоа и среќни што се во образованието, во еден процес кој што понатаму ќе ги води низ животот и ќе создава можности за нив напредок и развој. Така и ние во општината Илинден образованието сметаме дека е основа за развојот на локалната заедница за општина Илинден. Драго ми е што во општина Илинден оваа година се запиша околу 200 првачиња, што значи бројка од претходните години, која што во континуитет се одржува. Меѓутоа овде во Гоце Делчев имаме изголемување на бројот на првачиња за неколку. Тоа е показател дека во општината имаме позитивен тренд, односно развојот, одржливиот развој во сите области е континуитет. Градоначалникот Стојановски додаде дека оваа учебна година училиштата во општина Илинден се целосно подготвени да ги прифатат сите ученици во современи услови. Општина Илинден располага со доста квалитетен наставен кадар во училиштата. Професори кои во изминатиот период создале многу квалитетни ученици кои постигнале големи успеси. Новата учебна година почна и за новата генерација ученици во средното општинско стручно училиште Илинден, каде има вкупно 260 ученици. Средното стручно образование е се помалку интересно за идните средношколци, иако отвара голем број можности за напредок во професионалниот живот. Средните стручни училишта, во обид да запишат поголем број ученици, се повеќе го следат трендот на соработка со големи компании, кои нудат можност за стипендирање и вработување по завршување на образованието. Таков е примерот и со Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, во кое од минатата година функционира паралелка поддржана од Евана. Имено со овој проект на Евана, насловен како 20-20-20, им се нуди уникатна можност на 20 ученици во 2020 година по завршувањето на образованието да се вработат и да имаат загарантирана плата од 20.000 денари. Според договорот за соработка, часовите за практична настава за овие ученици се реализираат во просториите на компанијата и на терен под менторство на професионалци кои работат во Евана. Проектот ги следи принципите на така нареченото дуално стручно образование и обука, кои што се применуваат во Австрија, Германија и Швајцарија. Ни треба квалификувана работна сила во Германија, во Австрија, меѓутоа и во Македонија. И исто така ни треба и квалификувана работна сила во Евана. Исто така многу ме радува што ние се вклучивме минатата година со нашиот проект во соработка со училиштето Михајло Пупин, кој се вика 20-20-20. Првата 20 е 2020 за новиот клас кој што започнува денес, тоа ќе биде 2021 и 20 од вас ќе добијат понуда за работа во Евана. Директно штом завршите после последниот училишен ден без да имате ни еден ден одмор. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, Димитар Георгиев, нагласи дека стремежот на раководството на училиштето е да направат најдобро училиште во Македонија со помош на Евана и останатите партнери. Навистина мислам дека сте го направиле вистинскиот избор што сте го одбрале токму ова училиште. Средното стручно училиште Михајло Пупин од Скопје. Училиште кое е предпознатливо по квалитетен кадар, професори со повеќе годишно искуство во образовниот процес, со добра инфраструктура и училиште од кој излегле еден голем број на ученици кои денеска работат во електротехничката струка. Нашето училиште со години расте и на прав пат сме да бидеме најдобро средно училиште во Република Македонија. Подпомогнати од нашите партнери и посебно од компанијата Евана, на која сум и искрено благодарен, јас како директор, наставниците и вие како ученици ќе направиме така и да бидеме најдоброто средно стручно училиште во Република Македонија.
Фреквенцијата на возила и на пешаци во сообраќајот со почетокот на учебната година значително се зголемува. Согласно тоа се зголемува и потребата за дополнителна доза внимателност од страна на сите учесници во сообраќајот, особено кога се движат во близина на училиште или градинка. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и Прва Скопска ги потсетуваат возачите за секојдневната пракса во која децата неочекувано истрчуваат на улица, како и на законската обврска во зона на училиште и градинка да се намали брзината на движење и да се зголеми будноста и внимателноста. Децата, поради неможноста да ја проценат оддалеченоста на автомобилите и потребното време да се премине улицата, влегуваат во една од ранливите групи учесници во сообраќајот, која е и најризична бидејќи децата се единствените без животно и сообраќајно искуство и не ги разбираат опасностите што им се закануваат во сообраќајот. Исто така, ги потсетуваме и родителите, дека личниот пример кој им го даваат на децата е многу важен за безбедноста во сообраќајот. Затоа е потребно безусловно да се почитуваат сите сообраќајни правила. Секој одговорен родител, покрај останатите обврски со почетокот на учебната година, должен е на своето дете да му го покаже и да му го повтори најбезбедниот пат од училиште до дома, да му посочи на детето за потенцијалните ризици и закани во сообраќајот и да му ги објасни и повтори најважните правила и прописи во сообраќајот. За дополнителна заштита на децата во ноќни услови и во услови на намалена видливост се препорачува носење светла облека, користење рефлектирачки елек и ранец. Децата кои одат во училиште сами без придружба на родител или на друго возрасно лице треба да користат безбедни пешачки рути и секогаш да се движат по тротоарот. Учениците кога патуваат со автобус, по излегување од автобусот, секогаш да почекаат прво да помине автобусот, па дури потоа да ја преминат улицата. Децата исто така треба да знаат дека не смеат да излегуваат на улица кога се движат меѓу паркирани автомобили, бидејќи се пониски од нив и возачите не можат да ги забележат пред да излезат на патот. Акцијата за чистење на јавните градски предпријатија денеска продолжува во општина Аеродром. Ке се чисти низ цела општина според направен план на најкритичните точки, а екипи на јавното предпријатие Комунална хигиена ке ги чисти и мие и споредните улици во општината. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин рече дека општината има сериозен проблем со хигиената и токму поради тоа обезбедени се средства од буџетот на општината за набавка на сопствена механизација за одржување на парковите, како и ангажирање фирма за одржување на хигиената во текот на целата година, што значи дека таа фирма би се грижала и за чистењето на снегот во зимскиот период. Чистотата на животната средина е една од основните приоритети на општина Аеродром. За таа цел и денешната акција, заедно во соработка со Комунална хигиена и со Паркови Зеленило, од каде што дојде механизација и околу 100 вработени, со нашите 120 вработени од општината, да направиме генерално чистење на општина Аеродром. И во иднина ќе продолжат ваквите акции, а за таа цел се одвоја и средства во буџетот на општина Аеродром за обновување на механизацијата. Горлив проблем е со години хигиената во општина Аеродром. Ние сите блокови во општина Аеродром поделени се по блокови, направен е план за чистење, заедно со двете предпријатија, даден е планот, етапно ќе одиме ден по ден по сите блокови на цел Аеродром. Акцијата за чистење започна од општина Ѓорче Петров, а ќе се одвива во сите скопски општини. За акцијата во Аеродром ангажирани се 120 лица од општината и над 100 лица вработени во јавните предпријатија. Директорите на јавните предпријатија Комунална хигиена и Паркови и Зеленило, Абдусаме Чабани и Адријан Муча, апелираат до граѓаните да им се приклучат кон акцијата, да внимаваат и да ја чуваат чиста животната средина. Овие 3 дена активно ќе го исчистиме Аеродром. Воедно сакаме и да апелираме и до граѓаните и оние да ни се придржуваат кон оваа акција, бидејќи сепак тука не ни е целта само 3 дена или 4 дена да ја поминаме целата општина, туку постојано да сме во општина Аеродром. Јавното предпријатие Паркови Зеленило учествува во акцијата со околу 60 на луѓе и цела механизација. Ова дел од акцијите што ги почнавме со градот Скопје, значи почнувајќи од Ѓорче Петров, па ќе завршиме до Шутор Изари. Нашата цел е тука да што
повеќе паркови да се опфаќат, заедно со општинава и комунална хигиена. Во општина Бутел се одржа предавање за тоа како се спроведува референдум на локално ниво во рамки на проектот Јакнење на капацитетите за спроведување на референдум на локално ниво во организација на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Представникот на проектот, професор доктор Дарко Спасевски од Правниот факултет Јустинијан I, рече дека многу често граѓаните се прашуваат дали како граѓани се доволно силни да ги сменат работите или да влијаат врз некоја работа која е важна за нив. Исто така, понекогаш има дилема дали политичарите во нивно име може да донесат одлуки кои се во најдобар интерес. Целта на граѓанските иницијативи како што е локалниот референдум е да овозможи граѓаните самите непосредно да изберат кои се нивните потреби и приоритети, како изградба на инфраструктура, образование, заштита на правата на работниците, проекти од областа на културата и други иницијативи од локално ниво. Спасевски за пример ја посочи Швајцарија, како земја каде граѓаните редовно се изјаснуваат на референдуми за широк круг на прашања. Исто така, во Ирска во 1995 година на референдум со мнозинство од 50,3% беше легализиран разводот на бракот. Во Шведска во 1955 година е организиран референдум на кој граѓаните на оваа држава одлучувале дали возилата да возат на лева или на десна страна. Целта на референдумот е, односно на овој проект, да ги помогне граѓанските организации да потикнуваат идеи за решавање на разни локални проблеми преку механизмите на непосредно одлучување, односно граѓаните сами да одлучуваат за своите значајни прашања. Мотивирани бевме од референдумите во Југозападна Македонија, кои што се однесува на еколошки прашања, заштита за животната средина, и поради тоа сакавме и во Скопскиот регион да ги промовираме механизмите кои што ни стојат на располагање. Значи, од една страна е посредната демократија, во која што политичарите ги носат одлуките во име на граѓаните, од друга страна е непосредната демократија, а таму референдумот е најдобар облик преку кој граѓаните ќе можат да одлучуваат сами за себе. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека на граѓаните ќе им се објасни зошто се излегува на референдум и каков е начинот на спроведување. Денеска општина Бутел како домакин ги повика членовите на сите местни заедници, представници од урбаните заедници, представници од училиштата и вработените од општината, каде ќе разговараме за референдумот и за се она што ќе ни претходи во наредниот период, така да ние како општина ќе бидеме спремни со нашите потенцијали да можеме на луѓето да им објасниме начинот и зашто ќе се излага на референдум. Општина Бутел е прва општина каде се одржуваат обуките на Институтот за стратешки истражувања и едукација, а понатаму ќе продолжат и во другите скопски општини. Од дебатата која се одржа во град Скопје, а беше посветена на изградбата на гасоводот на Водно, не излезе ништо конкретно. Градоначалникот Челегов, кој беше во улога на модератор, рече дека е подготвен се додека постојат изразени дилеми да повикува на разговори и изрази надеж дека следната дебата ќе биде во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерот Цугарески на дебатата посочи дека за секоја промена на трасата потребно е да се направат измени на постоечката планска и проектна документација согласно Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање. Според него, така ќе се запазат сите законски прописи, а граѓанските здруженија активно ќе бидат вклучени во целиот процес. Тој истакна дека гасификацијата е од огромно значење за земјата и од економски и од еколошки аспект. Активистката Татјана Стојановска од граѓанската асоциација Го сакам Водно истакна дека тие не се против гасоводот и тој представува иднина на државата, но како што рече, тој минува низ заштитена парк шума. Според неа, трасата е проблем зашто мора да минува низ Водно и додаде од имало уште 4 други алтернативни решенија.
Од граѓанската асоциација го сакам водно велат дека апсолутно ја поддржуваат изградбата на гасоводната мрежа, но не може да прифата тоа да биде на грбот на Скопје и уништување на така наречените бели дробови на градот. Тие велат дека овој тип дебата е далеку од она што тие го бараат и не е никаква замена за уште едно соочување на национална телевизија во нормално време, кога граѓаните ќе можат да ја следат и во кое ќе учествуваат сите засегнати институции. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули соопшти дека водно не е заштитено подрачје и најголем предизвик ќе биде, како што рече, заедно да го донесеме законот за прогласување на водно и на матка и да го ревидираме тој што на брзина е направен во Газибаба. Директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи ја презентираше делницата што поминува низ парк шумата Водно, односно гасоводната линија која влегува точно на 18-тиот километар на границите на парк шумата Водно во Сопиште и излегува на 27,3 километри во Шишево. Точната должина на оваа делница е 9,3 километри. Од 18-тиот километар се до 21,5 километри немаме никаква сечена шума. Сечење дрвје има само од 21,5 до 24 километар од трасата, односно само на 2,5 километри минува низ дрвена маса. Во тој дел ќе се исече 1,7 хектари дрвена маса од вкупната 2593 хектари што ја има на Водно. Не е точно дека низ цел дел на Водно каде минува трасата ќе се сече дрвја. На поголемиот дел се грмушки и карпести површини, рече Реджепи. Тој појасни дека за алтернативните траси преку Скопска Црна Гора и преку обиколницата сечата ќе биде иста, дури и поголема. Проблем на овој дел е што има вкрстување со главните цевки од изворот Рашче. Градоначалникот Шилегов, кога повика на дебата, рече дека градежните работи на Водно се стопирани се до завршување на процесот на диалог. Со доделување ХТЗ опрема на десетина собирачи на пластичен отпад, денеска беше одбележан почетокот на акцијата која ја спроведува Сдруженијето Go Green, а се однесува на собирање пластика од домакинствата во населба Лисиче. Покрај опремата, собирачите на отпад добија и картички за идентификација, кој според извршниот директор на Сдруженијето Go Green Антонио Јовановски, ќе им овозможат на собирачите полесен пристап до домакинствата, како и полесна понатамошна соработка со откупувачите на пет амбалажа и тврда пластика. Целта на овој проект е да се организира системот за управување со отпад на начин кој што ќе се потегнат домакинствата да селектираат во нивните домови, а од друга страна ќе се организираат и онака собирачите на отпад кои што го прават тоа, но на некој начин сега официјално ќе се вклучат во собирањето на пластиката од домакинствата. Стратегијата за управување со отпад и на Република Македонија, која во согласно со европските директиви е да се селектира отпадот во домакинствата. Значи, овие здрави навики што сакаме да ги создадеме кај домакинствата, од една страна да го селектираат тој отпад што се селектира, а ние како здруженија лобираме и застапуваме за комуналната такса да биде врз база на создаден отпад, а не на метри квадратни како што е досега. Значи, тоа е еден процес со кој што сакаме кај граѓаните да направиме навика да селектираат, со тоа што кога ќе се мери отпад што се зема, ќе плаќаат помала комунална такса. Во текот на летото исто така се потпишаа спогодби за соработка со преку 300 домакинства во населба Лисиче и се поделија по 2 кеси за селекција на пластика во домовите. Се селектира тврда амбалажа, односно шишиња од јогурт, шампон, детергент, лименки и 5 амбалажа, односно шишиња од сок, пиво, зејтин, односно сите амбалажи кои го имаат триаголникот за рециклирање. Собирањето на пластиката од домовите ќе се спроведува секој вторник. За придобивките кои собирачите ќе ги почувствуваат од новиот начин на собирање пластика, зборуваше Зоран Димов од Сдруженијето Ромски бизнис информативен центар. Ги заборават контингерите, тоа е основната задача, да се заборават контингерите, за да може домакинството, како вие домакинка, дома да го селектирате ѓубрето, не да го фрлате во кантата, значи во она што се вика, да нема таа габаритност, они нема да земат плата. Ние работиме на тоа, затоа што планираме да направиме школо за нив, а тоа е една спецификација, еден сертификат, што се вика собирач постапувач, преку образованието за возрастни, преку МОН и преку Центарот за нечиство, на некој начин да им дадеме
момент кој што утредите они може самостојно да настапуваат. Плата за нив е она што го продаваат таа пластика, што дават на лиценциран откупувач, кој што на некој начин отпадаш, кој што има дозвола од Министерството за екологија и од правда, на некој начин тие се документи дадени од нивна страна. И тие лиценцирани отпадаши ќе може да соработува со нив и на некој начин они ќе добиваат за себе, за таа некоја надокнада која што ја собираат оваа пластика. Проектот Ја собираме пластиката од дома е финансиски поддржан од градот Скопје, а општина Аеродром со своите капацитети активно ја поддржува имплементацијата на овој проект, кој засега ќе се одвива само на територијата на населба Лисиче, но плановите се да се прошири и во останатите делови од Скопје. Традиционалната манифестација Звуците на чаршијата годинава по 12 пат ќе се одржи на повеќе локации во Старата Скопска чаршија на 7 и 8 септември. Звуците на чаршијата, која представува мултимедијална и мултикултурна манифестација, им нуди можност на посетителите богата и разновидна културно-забавна програма со многу познати имиња. Целта на манифестацијата е веќе неколку години преку концерти од сите жанрови, перформанси, фолклорни настапи, поезија, ликовна колонија и презентација на стари занаети. Чаршијата да заживее во духот на традицијата, како културен и духовен споменик на градот и да се врати духот на занаетите, но и да се даде придонес кон континуираните активности на градот Скопје како покровител и културно-информативниот центар Скопје како организатор на манифестацијата во Старата Скопска чаршија. Општина Кисела Вода во соработка со Технолаб започна со изготвување на катастар на загадувачи. Катастарот на загадувачи ќе содржи податоци за деловните субјекти кои ја загрозуваат или може да ја загрозат животната средина на територијата на општина Кисела Вода. Истите ќе ги опфатат сите потребни информации за загадувачките материи кои се создаваат во текот на технолошкиот процес, а ќе бидат опфатени теми како воздух, вода, отпад и почва. Добиените податоци потоа ќе се објавуваат на веб страната на општина Кисела Вода и ќе се ажурираат со цел информирање на граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти во загадувањето на животната средина. Воедно истите ќе се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски донесе решение за организирање јавна презентација и јавна анкета по изменување и дополнување на урбанистички план за Илинден, блок 13 општина Илинден за плански период 2017-2027. Јавната анкета ќе се спроведе во електронска форма преку информацијски систем e-урбанизам и со излагање на предлог планот на јавно место во просториите на општина Илинден, во просториите на Домот на култура Илинден и на општинската интернет страна ilinden.gov.mk. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 7 септември до 13 септември. Јавната презентација ќе се одржи на 12 септември среда со почеток во 13 часот во просториите на општина Илинден. Заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје, опфатано со планот, може да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови во електронска форма преку информацијскиот систем e-урбанизам или во писмена форма. Целта на изработката на урбанистичкиот план е во предметниот плански опфат да се создадат услови за градба на постојани објекти, на градежни парцели кои се само потврдени со информативна линија, заради зафаќање на дел од заштитената зона на автопат. Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се подигнат во просториите на општина Илинден преку информацијскиот систем e-урбанизам и на општинската интернет страна. Позачистени пријави за појава на непријатна миризба во делот на Ѓорче Петров, непосредно до насипот на реката Вардар. Општинскиот инспектор за животна средина и општинскиот комунален инспектор, заедно со инспектори од инспекторатот на град Скопје, излегоа на увид на посочената локација, информираат од општина Ѓорче Петров. При увидот утврдено е дека непријатната миризба, која е почувствувана во претходните неколку денови, е предизвикана од фрлање арско ѓубре по ораници
рудниците и пластениците кои се наоѓаат непосредно до реката Вардар. Конкретната остра непријатна миризба која се чувствува во предпладнивните часови е предизвикана од недозволено одложено ѓубре од живинарска ферма на локација близу до местноста викана Састав, односно до вливот на реката Треска во реката Вардар, објави градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски и додава дека таа локација е територијално на општина Саре, што значи дека ингеренциите на општина Ѓурче Петров не го покриваат тоа подрачје. Случајот е припуштен на инспекторите од инспекторатот на град Скопје на понатамошно постапување. Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурсот за сместување на студентите во студентските домови. Резултатите од конкурсот за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018-2019 година се објавени на интернет страницата mon.gov.mk. Приговори по однос на резултатите се доставуваат во рок од 5 дена од денот на објавата, информираат од Министерството за образование и наука. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.